Антикорупцијска комисија со полни раце работа. Корупцијски скандали ја тресат Македонија од ден за ден. Лица со непостоечки работни позиции и даватели на стручно мислење добивале илјадници евра од државните институции и општини. Покрај имињата на двајцата поранешни секретари на владата, Драги Рашковски и Мухамед Зекири, во корупцијски скандали се сплетка и ТВ презентерката Бесмира Јупи, како и професорот Темел Користевски. Пиар експертот и бизнис консултант Синиша Пеќевски вели дека ова само покажува оти институциите и правото не функционираат. Вработуваат луѓе кои одработуваат за партијата на штета на државниот буџет, тоест на штета на граѓаните. Се уште не ми е јасно како е можно при администрација од 144.000 вработени лица во преку 1300 институции, ние се уште да користиме луѓе кои хонорарно ќе одработуваат голем број на задачи и сето тоа платено од парите на граѓаните. Несудената конзулка во Њу Јорк добивала пари од општини и државното правобранителство за непостоечки работни позиции, а професорот од Министерството за одбрана добил над 9.000 евра за давање стручно мислење преку колумни, статуси на Facebook и агитација. Пеќевски за ова верува дека само бил изнеден начин како со народни пари да се платат партиско-политички ангажмани. Најдена е некаква форма како на нив да им се плати за одредени хонорари, а нивната функција, верувам, нивните задачи биле сосема други. Предпоставувам дека биле партиски задачи, каде што се појавувале на митинзи, одработувале, агитирале, иделе на терен. Според антикорупцијска комисија, само во последните 3,5 години биле исплатени околу 5 милиони евра за авторски договори за работни обврски за кои во институциите веќе има вработено други административци. На тој начин се заобиколува и законот за работни односи. Во периодот од 2018 до 2022 година, државни институции и јавни предпријатија исплатиле над 300 милиони денари само преку една агенција за интелектуална сопственост.